Добар ден и среќен ден, драги наши пријатели на Канал 5 телевизија и нашата и ваша сакана емисија Гответе со Драгче. Денеска е голем христијански празник. Денеска е Велики петок. Во народното кажување Распети петок. Зошто го велат така? Затоа што токму на овој ден Исус бил распнат на крст. Но за тоа малку и подоцна ќе говориме во нашата емисија и со мојата драга гостинка, но сега ќе ги представиме на почетокот нашите пријатели, а тоа се нашите пријатели од Стокомак и затоа ќе ги погледнеме дел од производите кои што ги имаме на нашите полици. Дел од производите кои што овде ги гледате, многу пати велам дека се еден мал дел од производите кои што можете да ги најдете во продавниците на Стокомак, но можеме и да ве подсетиме со нешто што токму од овде можете да го видите. Исто така, производите, зачините се, она што го имаме на нашата масичка и производите со кои што ги подготвуваме нашите рецепти, се од нашите пријатели од Стокомак. Ете, да си ги поздравиме и да ги поздравиме сите вработени во Стокомак, во сите маркети, затоа што неуморно работат со вас, вие, драгите потрошувачи. Да ги поздравиме Стокомак и за новата продажба или новата линија на продажба, така наречена Македонка, со налепници црвени обоени на рафтовите посебни за таа намена ќе ги пронајдете производите со македонско потекло. Значи можете да си купите се што е од македонско потекло, конзервирана храна на вистина убава и како велам јас, она нашето македонско ајварче на вистина убаво и македонската лутеница. Купувајќи ги производите на Македонка, ги стимулирате македонските производители. Да си ги поздравиме и македонските производители. Да ги поздравиме нашите пријатели од продавницата МОС. Продавницата МОС, специјализирана за домашни апарати и се за домаќинството, се наоѓа на почетокот од Пластичарската улица, поточно до самиот МОС. Рековме, имат, многу пати го кажувам и денеска, собствен паркинг каде можете да го оставите со вашиот автомобил и лесно да си разгледате баш се вам што ви е потребно од продавницата МОС. Освен апаратите за домаќинство, можете да си пронајдете и други детали кои што на вистина ќе ви го украсат домот, како и украси, лустери, теписи, теписони, стази, се за градинарството, значи на вистина можете да си уживате во пазарењето и да си најдете се на едно место. Ние ги користиме производите на овие апарати на самата продавница МОС и сме на вистина задоволни, самите гледате во текот на нашите емисии. И денеска, драги мои, за нашата емисија си поканив специјална гостинка. Таа ми е долгогодишна пријателка, за мене многу драга, ни доаѓа од градот Тетово, живее подолго време во градот Скопје. Продуховена личност, си ја почитува религијата и навистина ми е многу мило што денеска ќе направиме еден посебен рецепт кој што вам ќе ви се допадне. Сите ја познаваат како Сунчица од Вешта жена. Сунчица Богоевска, на која што јас си велам добар ден и добре ми дојде. Добре ме најдов, господјо Драгче. Викај си ме Драгче, 30 години сме пријателки. Ако повелете една пажња од мене за вас. Благодарам, ова е нешто благо. Ќе ги почастиме и нашите пријатели, моите колеги овде и ќе бидат заблажени со ова што ти денеска ќе го подготвиш. Многу ми е мило што денеска си заедно со мене, затоа што јас и ти сме направиле повеќе дружења, но вака готвење пред камери не. Да. И мене ми е многу мило. Благодарам за поканата што ме поканивте да учествувам во вашата емисија. Редовно ја гледам, ја следам и морам да кажам дека испробувам доста рецепти од вашата емисија и сите ми се погодија и сите се прекрасни. Како ви сите се убави. Дојде ли 3:30 јас седнувам пред телевизорот. Одлучивме, бидејќи денеска е еден тежок празник за нас православните христијани, да направиме благо, бидејќи многу пати велат нема што посно да се јаде. Но ете има нешто што посно може да се подготви, а тоа ќе го подготвиш ти на посна торта без масло. Да, денес ќе ви ја подготвам тортата. Тоа е рецепт од постна торта без масло. Така. Значи, таа торта ми е од мојата мајка покојна,
која ја правеше тортата редовно и јас до ден денес ја правам и пошто е Велики петок, нели без масло се Без готви, масло, да. ете, и да има и Затоа да- решив тој рецепт да го Повели од направам. оваа страна, јас Благодарам. веќе мојот пријател Шпорет овде си го вклучив за да не биде рерната вжештена, а ти ќе започнеш со состојките кои што поред си ги поставуваш, за да Добро. започнеме со рецептот. Добро, во ред. Вака сега, значи прво ги ставаме сувите состојки. Добро. Што ми се, рецептот е со 15 лажици шеќер. Одмерени ти се сите, Да, одмерени слободно се можеш сите. да ги да. користиш. Имаме 15 лажици гриз. Така. Добро. Потоа имаме 15 лажици брашно. 15 лажици брашно. Можеш да ми ги додадеш тие танјирчиња за да те следат моите повели. колеги. Благодарам. За да можеме слободно да работиме. Ставаме на крај една пола лажица сода бикарбона. Повели. И тоа, Сега добро. тоа го мешаме, малку да се измеша. Па ќе ги додадеме и Сувите состојки ги промешуваш се Ги комплетно. промешувам, да, заедно. Гриз, брашно. Гриз, брашно и шеќер и и шеќер. пола лажица сода бикарбона. Кажавме, да. Зошто ставаш сода бикарбона, а не пециво или она по-нашински? Па по нашински, пошто е старински Да, рецепт, не, да, и така. место пециво ставаме сода бикарбона. И така ја подготвуваат и пресната погача за време на пост без масло, само на брашно подпечена со сода бикарбона. Да. И Ете сега така. продолжуваме. Ставаме 15 лажици кисела вода, Минерална вода додаваме во... минерална вода. Повели. Потоа ќе ни пуштат и Да. јаболката малку вода, Да. течност. Ставаме една кесичка ванилин шеќер. Ево, Добро, може и тоа во тука ред. да го ставиме, да. И на крај ги додаваме и јаболката. И се заедно да се промеши. Се заедно ќе го измешаме. Внимавам на постапката и затоа не те прашувам повеќе работи, ама еве ќе муабетиме и за време на додека Малку тоа се морам да ги пече. ставам вака, помалку за да ги измешаме. Љубовта кон готвењето рече од твојата баба и од твојата мајка. И ете, така стана вешта жена. Доби многу награди. Запазени се твоите убави изработки кои што вие секогаш ги имате и тематски. Па да, од секогаш сум сакала, сум имала желба да готвам, гледајќи ја мојата мајка како сука, како прави. Секогаш она викаше, ќе ја прашам, мамо, ова го направи, што убаво го направи. Како Така. го направи? По тамине. Како, што значи тоа тамине? По тетовски, од прилика. Од прилика, од Да, око. од прилика, од око, да. око, Викам, така. јас од око не можам, викам да направам како. И така си се научив, си следев, гледав како она си прави, јас од неа. После на телевизија, така. Се приклучив во Сдруженијето, мултиетничко Сдружение на Македонија Вешта жена, каде што ни е наша председателка Снежана Стојановска така. Жана, би сакала да ја поздравам. Еве веќе имаме и фотографија со Да. вас двете. Да. Веќе одат Би фотографија сакала да ја од твои поздравам, изработки. да, а исто и моите менторки Славица и Габриела. Секако кои да ги ми поздравиме. Да. Еве одат дел од твоите изработки кои што јас си успеав да си ги најдам. Да. Може би ти ќе најдеше нешто друго, но јас одбрав нешто што токму за овој ден ми некако доаѓаше убаво. Има слики тие на крај што се сега, тоа се од Етно Вешта жена, кај што јас ги правев погачата таа што беше и тортата што ја гледаме. И таму во селска носија беше таа лешочка носија. Од лешок, познатиот лешок. Така. Е, повели. Сега уште малку ќе Добро. го измешаме. Ќе ги коментираме отпосле откако ќе ставиме ова да се пече. Добро. Да. Само уште малку да ги измешам и на крај ќе го додадеме сувото грозје и брусницата. Исто во тестото ги Во додаваш? тестото, да, после малку ќе оставиме за одозгора да ги украсиме. Пошто Добро. таа е многу лесна торта, Добро. постна, без зејтин, без масло, Веќе го да речам. подготвивме и шербетот. Да кажеме, оди 500 грама 500 грама шеќер, 500 милилитри вода. Веќе е подготвен и оставен да се олади, бидејќи сакавме да биде тестото топло, а Да. шербетот ладен. Обично е обратно, меѓутоа сега во интерес на времето, Так, кратко ни е времето, значи мораме да го направиме шербетот порано. Так. Добро, ево уште малку само да го измешам.
Убаво е тоа. Вака и вака убаво мириса со стојките сами. Да, и вкусно убаво е. мирисаат, така. Малку ќе додадеме суво грозје. И Малку и брусница. брусница. Ќе додадам уште малку после, само да го измешам уште малку. Пошто малку е суво тестото. Сега да. добива на бои повеќе бои Да. шаренило. Да. Кое што? Колку време се подготвуваш за една трпеза која што ете надпреварувачка? Имате вие тематска, некој пат да биде етно, некој пат да биде море, некој пат да биде планина, не знам што, имате разни мотиви. Колку време ти е потребно да ја подготвиш таа трпеза за надпревар, Па сега например? за надпревар, примерете првата година јас кога се надпреварував, значи правиме главно јадење, Так. се спрема и благо торта правиме, да речам, нели аранжирање на салфетки, Така, масата да чашите, изгледа се масата да комплетно изгледа се убава. комплетно треба, да. И јас тогаш првата година кога се надпреварував, го освоив првото место за главно јадење. Така. Правев тава со 3 вида на месо и така. И беше Сега може да брашно? го ставиме, да продолжиме да ставиме брашно и да ја дадам ставиме да се лажичка? пече. Или со истата? Може со истата, не е Добро. проблем. Ќе Добро. поросиме малку на дното на тепсијата брашно, пошто кажавме без масло ние Така, денеска без рецептот, масло. петок, велики петок. Тој е најтежок ден во христијанскиот И календар. најтажен. Најтажен Велат ден. дека денес ниту Да. птиците пеат, туку Ниту звоната звонат во црквите, црква, да. велат дека и водите стојат и тагуваат за да. Христовото распетие. Да, сега може да го ставиме во... Па ќе покажеме после како изгледа пред да се пече. Така. И не пече на убаво мирис. Да, Вкусно. се осеќа Ете вкусот. така. Добро. Така, сега малку да ја измазниме. Се да се израмни добро да биде. Да. Добро. Тортата ни е готова лесно сега. ти оди, како вела, леле колку е лесно, ама на некој што убаво работи и знае, нели? Лесно, Е, лесно така. и лесен е рецептот и брзо се прави. Еве сега може да покажеме како Изгледа, изгледа пред да добро. се пече. Една шаренило, една убавина. И сега малку ќе ставиме и од озгора, да ја украсиме повели, Драгче. Извини. Јас ке И јас малку само да ги забришам рацеве, може? Може да. Подај ми ја мене. Еве повели. Малку и од озгора ќе ставиме брусница и суво грозје, да ни изгледа малку декоративно, ако е постна торта. Но Нели сепак да секој биде рецепт си има своја лепота, своја убавина, да кажам така. Па и сакаме да И изгледа сакам убаво. да изгледа убаво нешто Точно. кога ќе го направам, да. Така, убаво да Се изгледа. трудам секогаш да изгледа како што треба. Убаво, стварно убаво изгледа. Сега ќе го чекаме и финалето, како што се вели, да се испече, да биде Тоа ни е подготвено. готово. Јас ќе ти Еве помогнам како за изгледа уште рерната. еднаш и сега ќе ја ставиме тортата да се пече. Да. Јас ќе ти помогнам да ја отвориме рерната, но ти ќе си ја поставиш ете така. Одлично. Браво. Сега кога се пече, вообичаено на пејачите им велам пејте побрзо да ни се пече, но ние денеска имаме тежок ден за кој што сакам да помуабетиме. Ти си продуховена личност. Ја сакаш религијата, си месиш петолебие, одиш во црква, одиш на литургии и кажи ми, има ли некој посебен обичај во Тетово ете за овие празнувања?
Па обично Велики петок кај за секаде во сите градови е, нели, исто се оди во петокот во црква, На кај нас во молитва, Тетово, да, на од сабајле поклонување. почнува со молитва денот, значи и одиме во 3 цркви. Да. Се носи јајце за здравје, фарбано јајце. Исто така, јас тука сега, пошто живеам во Скопје, Така. во црквата во Ѓорче си одам во петок и таму нели е поставена таа плаштеницата, Да, што ја викаме, тоа е символот на гробот, на гробот на Исус Христос. Да. И се оставаме јајце за здравје, цвеќе носиме, носиш цвеќе и земаш цвеќе. За љубов, да, тоа за се вели љубов. делење на љубовта. Да, делење тоа е на љубовта, символот делење. на христијанството. Исус е љубов. Да, да. Исус е живот, Исус е љубов. И се протнуваме под плаштеницата, поминуваме, помислуваме желба за здравје, за мир, за среќа и така. Тоа е убав, Да. убав момент, иако денот Секој е кој што- тажен, но убав момент Да, е да се убав момент. поклониш и да однесеш дар, ете, едно црвено јајце кое Да. што е символ на На воскресението. воскресението. Еве, јас и да напоменам за оние кои што можеби за прв пат следат, да кажеме дека токму овој ден, Велики петок, зошто го велиме Велики петок? Затоа што Исус на Цветници, на една недела пред Великден, е денот Цветници, кога тој влегол преку лавја порта во градот Ерусалим, влегол на магаре, качен на магаре, иако сите го нарекувале цар, но тој влегол како еден обичен човек, но бил примен од сите околу, од граѓаните, од луѓето, постелка со цвеќе, со палмови гранчиња, со мимози. Тој газел по постела од цвеќе. Кога влегол во самиот Ерусалим, влегол во самиот храм и забележал трговци. И тука многу се налутил, рекол ова е храм за молитва, не е храм за трговење. Трговијата треба да биде на пазарите. Тоа е неговото влегување во Ерусалим, сите си го нарекувале нашиот цар, но правосвештениците и другите луѓе не им се бендисало таквото наречување и некаде во среда, таа среда, мачна среда, бил фатен во Гециманската градина, каде што бил на молитва, предаден од Јуда, измачуван и веќе во петокот однесен пред суд, каде што се смејувале, ставајќи му еден венец од трње, му ставиле наметка, покажувајќи го пред народот, еве ви го вашиот цар. Но тука имало и уште една личност која што била, како се вели, крадец, не лојален кон она што се вели добрина, и кога ги прашал царот кого треба да раснат, дали Варнава или Исус, толпата извикала Исус. Исус бил однесен на Голгота и распнат, а до него и други луѓе кои што ги мислеле ете за грешници. Затоа овој ден е многу тежок, многу жадослив и кога Исус бил распнат, само погледнал во небото и рекол прости им оче, не знаат што прават. Да. И тогаш се затемнило небото и велат дека ниту еден зрак од сонцето немало, но откако тој ја испуштил својата душа, и слепите прогледале и болните оздравеле, дури и оние кои што биле болни од лепра. И во чест на Исус ние денеска еве ќе подготвиме, рековме една постна, ти ја подготвуваш една постна торта. Иако сакавме лепче, но лепчето повеќе пати го имаме правено и други постни јадења, сигурно правиш и ти што правиш. Да, макало сигурно правите она со макало компири, со компир, со везени пиперки, да, се прави, да. Нешто друго што подготвувате? Па посно, на тој ден Пиперка подпечена, само со сол и оцет. Само и со леп, така. Така и да, со обично, оцет, кој што се така подготвува. Е, мислам на тој ден. Така е, на тој ден што мора нели да се прави. Ние ќе го побараме сега рецептот на денот, за да видиме што се нам ни беше потребно и да оставиме да се испече убаво нашата торта, а потоа ќе си продолжиме нели и со муабетот токму од овде. Што се нам ни е потребно за денешниот рецепт? Постна торта без масло, 15 лажици шекер, 15 лажици минерална вода, 2 кесички ванилин шекер, 5 јаболка,
15 лажици брашно, 15 лажици гриз, пола лажица сода бикарбона, 100 грама суво грозје, 100 грама брусница. За шербетот потребни ни беа 500 грама шекер и 500 милилитри вода. Ете, тоа ни беше потребно за од состојките за денешниот рецепт. Ова ти го погледнав, веќе ти е пред крај, па можеш слободно да си ја изнесеш твојата торта. Да ти одговараат, ракавичките ни се од нос. Да, црвени. Да. Ете така, полека. Можеш горе малку да или ако ти е позгодно. Тортата ни е веќе готова. Добро, одлично. Постави ја на даската веќе што си ја постави сама. Ете така, и јас ти се обидам. Тортата ни е сега готова, испечена. Рековме нели на почетокот, пошто тортата е топла, шербетот го направивме да биде ладен. Така. Едната задржи си ако ти е потребно да си придржуваш. Ете така. Еве ти го шербетот. Вилушка ми рече дека треба да ја боцнеш. Ќе ја боцнам сега и ќе го ставиме шербетот за да ќе ја избоцкаме за да навлезе да упие шербетот, да, што побрзо. Мора малку да се избоцка. Одлично. Изгледа преубаво. Добро, се тоа колку да впие шербетот. Добро. Рековме, вообичаено треба да биде ладна тортата, а шербетот топол, но ние сега обратно, поради тоа што поради времето. Да, поради времето. Не можеме да чекаме. Ограничени сме со време, да. Да чекаме да се ја полеваме тортата со шербетот. Така. Добро. Одлично. Браво. Ќе извадам ракавицата само вака да го дотурам шербетот. На И сите гризот страни. и брашното упиваат убаво. Треба малку после, макар... Затоа ја боцкаше, а не ја сечеше предвремено. Да. Има разлика? И па да, подобро вака ќе се попари тестото, ќе впие побрзо. Тоа му доаѓа посна равање. Така би ја нарекле, нели, како посна равање, бидејќи со гриз. Благодарам, јас овде ќе го повлечам тенџерчето. Ете, тортата ни е попарена, само сега малку треба да упие шербетот, за да можеме... за да може да се извадат парчиња. Ако не впие, не можеме да извадиме парчиња. Тоа ќе биде погаснење на камерите. Добро. Ајде, нека си пие таа шербет, а ние да побараме од режијата да погледнеме дел од твоите изработки. Тоа се мал дел на фотографии кои што ќе ги погледнеме за да не ги искоментираш. Ова ти е некоја торта или што е? Тоа ми е торта, значи првата година кога се надпреварував, таа е грчката торта. Значи направена со 3 вида на тесто и значи оваа ми е маса Божја маса, да кажам. Ова е тавата со 3 вида на месо. Мораше така да се направи како ковчеже. Тоа се украсите се херувимите што се од Библијата. И така ми беше библиска маса, да речам, така беше наречена. Затоа и ги побарав овие фотографии да бидат. И за вкус за главно јадење добив прво место, ја освоив првата награда. Така. Ова исто е вториот пат кога се надпреварував на Вешта жена. Тоа е торта со одозгора ролат во вид на шише. Тука е нашата председателка Жана, со неа за 20 години ми дава диплома учество во Вешта жена, меѓутоа сега сум веќе 26 години во Вешта жена. Ајде да си доживееш многу повеќе. Амин Боже. Исто и тоа е торта Куглов, торта во Куглов и со цветови изработени од прав шеќер, со нишесте, со... Така. Зборуваме, ова се празнични торти кои што не се посни, туку напротив празнични торти. Така. Ова е етно Вешта жена, кога јас тогаш бев, ете тука сум во средината, со лешочка носија бев облечена. Значи тоа е дел од нашите манифестации. Сега се одржуваат во Тексе општинските надпревари. Во мај републичкиот надпревар, исто и ова погача ми е. Ова е постна погача со златна боја, украсена со буренце, знаците. Исто празнична, да, со плетенка, со буренце, со грозје, така украсена. А ова е старинска торта.
со ореви, мелени, И мармалад. исто, и така, мармалад, да. Така, ја гледам веќе и затоа знам Да. што може да биде. Тоа е од етновешта жена, значи, Така, и интересно. таму учествува, да. Убави моменти, убави изработки, ги имаш ти многу и ни е потребно едно повеќе емисии за да ги покажеме твоите изработки. Да. Ке пробаме да исечеме? Ајде да видиме сега. Вака ми изгледа веќе Морам уште едно само да кажам да си дел од вешта жена, тоа прекрасно семејство и нешто најубаво. Ги Така, поздравувам се сите вешти жени убаво од цела се Македонија. чувствувате, Да, нели? преубаво е Ете така. чувството. И јас ќе ти подадам едно тањирче, ако може. Ајде да пробаме сега, мислам дека упи се Добро, шербетот. така ни изгледа, убаво. Да, така ми изгледа. Јас ќе пробам сега. Топло е малку. Повели, еве ти Ќе лажичка. пробам да ја исечам. Барем едно парче да извадиме. За да се види За да ова се види, да. убавина. Интересно. Со љубов, колку со љубов ти ова го работиш? Многу. Желбата за готвење ми е, значи стварно, сакам да готвам, да експериментирам, ставам рецепти, дури и колегите на работа, кај што работе во Стопанска банка, ќе им однесам нешто, морам и нив да ги поздравам. Така. Да. А јас па секогаш ти ги сликав масите. Како изгледа твоите маси? Да, маси? ќе им однесам нешто, одма ми бараат рецепт. Така, убаво. И овој рецепт ке ни го бараат нашите гледачи, затоа што навистина примамува. Да. Сега како да... Како велиме, најтешко е првото парче, Да, но првото верувам дека парче малку е потешко да се извади, пошто уште е топла. Ќе пробаме. Ти треба некое друго помагало или Па не знам можеш сега со како ќе успеам вака да... полека, не брзај се. Ќе ја извадиме или обиди се. Дека уште е топла. Се крши Се крши, од да. самиот гриз. Да. Добро. Чекај, ќе пробам вака да ја Ти фатам. треба ли без ова. подршка за тепцијата? Добро е. Да го извадам Ете. парчето, чекај полека да не ми се... Пошто е топла. Добро, не е греф и да ја скршиме. Не се грижи и за тоа. Не, јас не сакам да Сакаш се... секош да ти е Не убаво, сакам нели? да се искрши. Па затоа второто парче ќе биде подобро. Па добро, ќе извадиме две парчиња ако треба. Така. Не може да ја фатам. Ете се малку. крши. Да. Затоа велам, се си сака свое. Да. Значи треба да отстои, да Треба биде да отстои. ладна. Може да извадиме едно парче, па после уште едно да Така, извадиме. ако повели. Не може, чекај. Ете така. Како велат, тоа што е скршеното нека биде за мене, поубавото за гостите. Не, да, па не Нека топла е, биде треба за да поседи уште да, малку. Така, за така гостите, да нека биде. Јас се потрудив малку да извадам. Но важно добро впил Да, шербет. убаво испечено Можеш се. уште едно да извадиш парченце и готово. Одлично. Ќе го украсиме малку после со суво грозје. Еве се второто одма излегува поубаво, полесно. Добро, ете, убаво, ете, за да не се грижиш. Убаво испадна, одлично, Да. бидејќи сме на Може самиот тука да ги крај. Јас морам да ти го дадам подарокот од нашите пријатели од МОС. Тука имаш еден ваучер од 1500 денари, каде што во продавницата да си одбереш нешто во спомен од ова наше другарување. Повели, благодарам многу. и ти благодарам од се срце што ми беше гостинка на овој наш голем христијански аматажен ден. Да, и мене ми беше задоволство да присуствувам во вашата емисија. Благодарност. Благодарам од се срце. Се надевам дека овој рецепт ќе си го направите и вие, драги мои, затоа што на вистина изгледа примамливо и убаво. Ние по гасење на камерите ќе го вкусиме сите. И благодарам уште еднаш на мојата драга Сонца. Ви благодарам на вас за вниманието. Бидете на литургија, одете, поклонете се и да си го дочекаме празникот Великден со убаво. Ве сакам.